владата го воведува Safe City. Safe City Тошковски нешто таму направи, идејата е негова. Што мислите вие, дали ни требаше еден ваков Safe City или можеби не ви се допаѓа, не знам, начинот на кој што се воведува, вела дека е дозволено да се вози до 50 км на час, малку народот се побуни за таја праг на толеранција и еве веќе во текот на вчерашниот ден министерот излезе и кажа дека ќе се казнува од 57. Значи кој ќе вози од 57 па нагоре ќе биде казнет. Што мислите вие за сел? Па види, Safe City во идеална смисла на збор е добро да имаш, има контрола, да не бесне народот, ние како возачи да возиме на места дупло или тродупло и да се убиваме полиците. Тоа е добро. Но е една голема измама од страна на владата, бидејќи поставува камери низ цела Македонија, поточно низ Скопје и на некои автопати, но ако веќе поставува, треба да постави во сите градови. Број 1. Као ова му е тестирање. Број 2, мораш да имаш толеранција. Број 3, зошто викам ова е една голема измама. Со ова покажува дека се грижат за народот, дека се бориме да нема толку собраќајки, да не гинат луѓето, да нема материјална и човечка штета и така натаму. Но, за жал, ова го прават од причина што можат повеќе да соберат пари во буџетот. Бидејќи ние во Македонија немаме економија, ние имаме нула економија. Она приказната дека сме ние трети, четврти во Европа по бруто домашен производ, дека ние сме една од најдобрите држави и во проценти одиме напред економски, тоа е невидена измама и лага. Бидејќи во Македонија како дипломиран економиста читам секој ден, пратам и светската берза, и имам познавање од берзата, и инвестирам на берзата. Значи пратам, кај нас во Македонија само се тоне, економски. Не може да не залазат просечна плата. Кажете ми колку е минималната плата и колку треба да биде минималната плата. Се бори, пример, еве сега гледам синдикатот да биде 30.000. Тоа е невидено нешто. 30.000, тоа е мизерија. Треба синдикатот да се бори за 60.000 минимална плата, бидејќи супер све скапо. Што е 30.000? Ни 30.000 владата не сака. И што вели Мицко со владата? Па договорете, ако се договорите вие, работниците со работовод, да, вачите, тогаш јас сум за тоа. Па хајде, еве јас предлагам работниците да си побараат минимална плата од 60.000. Затоа што има доста, значи, фирми во Македонија што заработуваат добро и може да ги платат, но тоа не е најбитно. Најбитно е сега во моментот ова што зборувавме да се вратиме на Safe City, е дека тоа е измама и сега, како што кажав, да ги берат парите од народот, па донесува некои закони лудачки, идеме, а како возел дупло повеќе од дозволеното, ќе му се одземи колата, ако возел пијан, ако не знам што направил, ќе му се одземи колата, поточно колата може да вреди 2.000, може да вреди 100.000 и ќе му се одземи. И државата ќе ја конфискува. Па ајде да направиме Safe City, па да има камери и да направиме она што го кажав, потекло на името, конфискација на све што е украдено. Ајде секој функционер од 1991 како независна држава да му се провери имотот, да видиме од каде го стекнал, независно дали починал, не починал, кој го наследил, да се оди по таа линија. Ајде да направиме Safe City, да имаме тотална контрола, не можеме камери да поставиме, ама да испитаме све што е потребно, кој се занимава од политичарите, почувајќи од премиерот, председателот, па до советниците по општините, па за тоа да зборуваме малце повеќе. Лесно е да направиш Safe City, да поставиш камери и како некој идиот и малумник да му ги бериш парите на граѓаните. Возел 52, возел 54, па толеранција по ова. И сега ние како народ се лажиме, гледај колку е добро, стварно ќе испречат овие што возат на партизански или по други булевари низ Македонија по 200 километри и нема да не убиваат. Мене ми стигна за 51. Да, тебе ти стигна за 5, ама еве како што рече ќе дајат некоја толеранција од 5-10%. Ворете тоа. Значи зборот ми беше, ако веќе се поставува Safe City, ако веќе се поставува сегде низ Македонија, се дава толеранција, но исто, за мене што е поважно, од поставување на Safe City, што го викаат, популарно, немек енглески, безбеден град, ние да поставиме мерки, да донесиме закони, да, како што кажав, да удриме на
криминогените политичари. Дај да го собериме богатството што ни го укради. Дај да воведеме одма закон за потекло на името и конфискација нистото 91. Многу е важно. Ја искрадија Македонија. Во времето од 91 до 93, 4, 5, кога донесоа закони да се конфискува поточно, да се приватизира државното народното имање, тоа се фабрики, фирми, хотели, имање, се и се што значи. Ајде тоа да се врати назад. Све што е приватизирано на криминален начин. Не можеме ние да креираме олигарси и креиравме од времето од 90-тите години и тоа да не го дискутираме. Затоа ти комаме значи како невидена измама, еве сега ние се грижиме за вас. Не. Прво ние што треба да направиме, значи тотална контрола на сите функционери од 91 до денес, од каде му е богатството, а и се разбира на криминогени бизнисмени. Затоа што некои луѓе овде имаат милиарди. Некои луѓе имаат стотици милиони. Некои луѓе имаат 20, 30, 50 милиони. А во Македонија 70-80% се сиромаси. Ние во Македонија немаме средна класа. Ние во Македонија имаме сиромашни и супер богати. Ете тоа е, затоа не ми се допаѓа ова безбеден град, а инаку во целина како идеја е добро, нормално е, но ако почнеш сегде на секоја раскрци да поставаш камери, тоа веќе го претеруваш. И еден пример само ќе ви кажам, во Соединетите Американски држави, бидејќи сум живеел многу години, секогаш каде што има камера, нема сегде, но каде што има поставено на одреден место, еве Лос Анџелес е огромен град, скоро како Македонија по површина. Значи нема поставено како овде, овие веќе побесна за да ни соберат пари. Ради тоа верувам. Бидејќи државата нема пари, немаме економија, нема од кај да берат пари. Ние буџето го полнат и го крадат од наши пари, од даноци, од казни и така натаму. Значи пред 500 метра, каде е поставена камерата, има знаци. И те предупредува, голем знак и вели камера поставена. Овде така треба, а не како да не речам, ајде да не се изразам. Можност да се скријат. Не ве скришно да ме кеве камерата, како полицијата што се крие, да те фати со пиштоло или со овие камерите сега што ги има како апарати, да ти ја мери брзината. Иде мек, те фатив. Не, тоа не е фер, затоа што ако во Америка се практикува тука, и тука нека постават. И на крај на криштата, јас мислам дека, пак ќе речам, ние најважно е да се концентрираме на најважните проблеми. А најважните проблеми, како што реков, е да се спречи политичкиот криминал, митото, корупција и да се испита потеклото од 91 на сите функционери и бизнисмени и се разбира граѓани, и исто така од 91 приватизацијата да почне да се работи, да се види све што е приватизирано на еден криминален начин, да се врати назад во државата кај народот.